Јас сум Васил Дилев, роден 13 година у Скопје. Скопјанец. Нема да мислите да не сум од некоја село. Јас сум роден у Скопје. И имаше многу клубови у Скопје. Имаше ССК, граѓански, работнички, Вардар, постоеше Црна Гора, Хајдук, Слога, постоеше 29-та година фудбалски клуб Македонија. Таа Македонија ја ствара сите богаташки синови од преку Вардар, од тоа мало тука. Татковци богаташи, разбираш. Историја тим па се такмице едно 2 години. И после дојде наредба, не може да има Македонија. Не, Македонија е Растурија. Зашто Србите тога и вика Македонија нема. Ова е вика Вардарска бановина или Јужна Србија. Ја сум пуштал 27 година да играм у подмладак на југ. Ние у мало, тамо кај што е работнички дом. Тоа мало, сите играчи што играа после, од тоа мало, 5 души од тука сме у мало, со парталија топка. Основавме клуб Храбро срце, се викаше. А тоа име го туривме од онија филмови американски, нели се борба со индијанците. Ние сме немале игралиште. Ние ноќе сме тренирали на месечина. Сам сум се тренирал, никој не ме тренирал. И после друго има. Ја сите белградски клубови тука, БСК, Југославија, БАС, доаѓа у Скопје. Јаки клубови, добри голмани, Беара, Глазер, 7 позади гол и гледам како он делува кога му иде, кога му се шутира, кога иде тебе да пати, како да ја пата, дали лекне или нема да лекне. И тука сум се учелија. Немаше трава тој. Све шляка беше. Па мене руките ми беа све, после утакмица, све крвави, падни, шлаката, ти ги повредува руките, разбираш. И после, ајде почна трави, ово, оно, разбираш. Да. В 1941 дојдоа бугарите. Се растури фудбалот у Македонија. Ниедно друштво не остана. И управата доби писмо од Фудбалски савез на Бугарија да основиме, да уствари Македонија да оснива фудбалски клуб. Како ќе се вика, вие ќе се собраат тие скопјанци, имаше адвокати, суди, разбираш. Како ќе се вика името, некој ти вика вака, некој вака, тамо еден другар скопјанец рече, па дај да ја викаме Македонија. И ја створиме тука Македонија и испратија писмо во Бугарија, не примија у прва савезна лига на Бугарија. Во Македонија ние бевме 12 души. Да ви ги кажам по име и презиме само како биле. Значи голман Васил Дилев, десни бек Бодан, леви бек Жико, халф Гагуш, центар халф Гаричанецот, леви халф Гајер, Гајда, десно крило Трајче Жена, десна полутка Јана Јанев, центар Луков Драган, лева полутка Тозо, лево крило Джина, тие се. Спит тренерот, па он беше прво тренер у Хајдук. Човекот беше евреин, имаше жена и дете. Ке настрадаше он, кога ги зима евреите. Бугарите го затвориве у тутунов комбинат. Арнома, тој нашиот секретар македонец, чул дека го затвориле Спит и иде кај главниот
овдека на милицијата и го симна у Врање. Иначе возот отиде и он отиде и тамо го запнале, го симна тука, така го спаси Македонија, го спаси. Али добар тренер. Таков тренер у Скопје до сега нема. А он нека му е. Он ја направи Македонија да цела Бугарија се тресеше од нас. У прва саветна лига на Бугарија сите клубови имаше 18 клуба. Ниеден клуб не можел да не чепа. Кај сме гостували у Бугарија, искачи се бале, има пишана. Вика спорт. Во градот ни гостува, вика, најдобриот тим на Бугарија. Утре, недела, у толку и толку саат почиња. Тимот се состои, вика, од најдобрите играчи на Бугарија, не вика на Македонија. И по ред сите напишано. Вика 11 синови на македонската земја, што досега на ниеден тим у Македонија нема опишано така. Ние бевме амбасадори за Македонија да постане. Па бугарите стално нека знаеме. Зашто у Бугарија беше кога ќе искачиш надвор се вика ура, 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 нели? Ама ние и се дига рука. Ама ние не дигавме рука. И до недела толку лева казне. Сите бугарски клубови сме ги тепале. Ниеден клуб бугарски не може да не тепа. Едино Левски, со него сме играли нерешено. А Левски беше најдобар клуб на Бугарија. И нивниот играч, не знам, фати една лопта и удри бам у статива. И остана трага. Нели тога беа дрвени стативи, не беа овие гвездени. И остана трага и судијата досуди гол. И ние викаме дека не е гол, не гол е гол. Се скаравме и се сврши утакмицата, ние взедува 3-0. И последната утакмица која е у Софија, па имаше Богом едно 50.000 народ. Тој Атанасов, најболи судија на Бугарија. Он судеше тајата утакмица, се пуцаше една корна. Джина е прими лоптата и до аут линија тамо дојде и е центрира лоптата. И аджијата со глава даа трети гол. Не беше офсайд, а он судијата тука досуди офсайд. И се сврши утакмицата 2-2, они станаа прваци на Бугарија. А иначе, ако ни го досудеше тој гол, ние ќе бевме прваци и ќе игравме у средноевропски клуб со Румунија. Значи, од македонскиот тим, Македонија, никогаш нема да има подобар тим, фудбалски тим. Од тие играчи сите умреа. Јас сум последниот, тука мексиканец.